Почитувани, синоќа во Чаир се случи уште едно пукање. Со дури 4 прострелни рани, тешко е повредено младо момче од 19 години кое се бори за живот. Ова е втор пат за еден месец млад човек да биде жртва. Во септември, исто така, од пукање беше повредено уште едно младо момче. Состојбата со безбедноста на улиците е алармантно влошена. Тоа е учинокот на владата на Мицкоски во изминатите 100 дена. Со Тошковски и ВМРО ДПМН улиците стана див запад. Пукање има речиси секој ден, на секој чекор. Криминалните пресметки се во голем пораст, наместо ред и поредок се случува тотален хаос. Неказнивоста и неефикасноста на МВР е празник за криминалците кои немаат страф од Тошковски и прават што сакаат. Со Тошковски на чело на Министерството за внатрешни работи, досега има над 20 случаи на употреба на огнено оружје или остар предмет, околу 10 убиства и обиди за убиства. Се случи убиство на бизнисменка и Мавровка, обид за убиство во Рачиново, убиство на доктор во населбата Железара, пукање и убиство во Сингелич, во Чаир, Батинци, Тетово, на Пластичарска улица. И нема разврска на овие инциденти, ниту на убиствата. Едвај еден случај е расчистен. Криминалците не се плашат од Тошковски, тој покажа дека не може да ги заштити ниту полицајците. Само во последните 2 месеца има десетина случаи на запалени автомобили на инспектори, началници, полицајци. Такви беа случаите со запаленото возило на началникот на полицијата во Струга, на инспектор во Виница. Сторителите се уште се непознати, а одговорност нема. Од затворите, кој сака бега и кога сака излегува. Избегаат 10 затвореници од затворот во Шутка. Одговорност и за ова нема. Лани, 2023 година, почитувани, Македонија беше прогласена за најбезбедна земја на Западен Балкан од страна на глобалниот индекс за мир. А сега, само 100 дена со ВМРО ДПМН, состојбата е алармантно влошена. После сите скандали, после сите овие убиства, пукања, криминалните пресметки, без разрешница, Мицкоски веќе требаше да реагира и требаше да го смене Тошковски, но очигледно го штити. Досега немало понеспособен министер за внатрешни работи. Ако Тошковски ја сака Македонија, ќе си поднесе оставка. Бараме оставка од Тошковски веднаш. Ви благодарам.